За големината на литературната манифестација Илинден говорат и звучните имиња кои токму тука ги промовираат своите литературни дела. Еден од нив е и словенскиот амбасадор во Република Македонија Милан Јазбец, кој во рамки на манифестацијата ја промовираше својата книга. Токму со амбасадорот позборувавме за неговите литературни почитоци, мотивот за пишување и инспирацијата. Ни откри дека првата песна ја напишал на 4-годишна возраст, а досега има напишано 40 книги, меѓу кои и научни трудови, а инспирација наоѓа во се. Па све ме инспирира. Се ме инспирира. Например, седам на состанок или во автомобил, ке земам лист и пишувам песна. И размислувам за книгата, а по половина година или година седнувам и ја пишувам книгата. Инспирација наоѓам буквално во најобичните секојдневни работи. Свакодневни ствари има, најобични. Каква е поврзаноста помеѓу Милан Јазбец, амбасадор и поет? Дали е возможно истовремено да се работат двете работи и да се биде подеднакво успешен на двете полиња? Писање романа и песама, поезија. Пишувањето романи и песни ми е одбрана пред бирократските работи. Тоа ми помага да останам човек, а не бирократ. Инаку се надополнуваат едно со друго, бидејќи дипломатите работат со зборови. И од тука се поврзани. Во литературата наоѓам излез од секојдневното трчање по приеми и посети. Песните на Јазбец изобилуваат со љубовна и сентиментална тематика, која професорката Кристина Николовска можно успешно ја принесе до присутните. Ми недостасуваат силно оние рамења, цврсти, моќни, издржливи, оние раце рапави, силни, испреплетени, оние очи добродушни, големи, меланхолични, оние сенки на татковите чекори. Во рамки на културната манифестација денеска беше одржано и литературно матине за деца, на кое најдобрите творби на учениците од основните училишта во општина Илинден беа наградени со сет книги и статуетка, а литературни читања имаа голем број поети за деца. Дел од нив ја нагласија потребата од поголемо присуство на писателите за деца во основните училишта. Писателите за деца и млади, за жал, ги има само во дел од нив, во учебниците и во лектирите. Јас мислам дека подитно, значи веднаш, треба да се вратат и во училиштата, затоа што учениците се желни да ги видат и во живо, да другаруваат, да се сретнат, да добијат поддршка. Едноставно, писателите не се измислени, не се имагинарни имиња, тие се реални луѓе. Тие дечиња, еве ги слушнавме денеска, прекрасни творби напишале. Тие треба да ги презентираат некаде. Тие деца треба да се мотивираат токму со презентацијата. Треба да постојат повеќе такви манифестации детски, каде што ќе ги мотивираме овие дечиња да пишуваат. Гледате колку е убаво. Јас, например, сум пресреќена кога овде доаѓам на овие илинденски средби, во оваа прекрасна општина, каде што сите дечиња доаѓаат да не слушнат нас, а и ние да ги слушнеме.